Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во петочното издание на магазин Вечера со Слободан Томич. Че си дозволам како автор на овој проект, на оваа емисија, да дадам ја неколку збора, бидејќи немам каде, ако не си го кажам тоа токму во мојата емисија, а за волјата на вистината, за доброто на сите нас. Сите нас кои живееме тука и надвор од државата. Ајде додам прво со тие што се надвор од државата. Како што знаете, иницијатор сум на една идеја која ја таа третирам веќе 25 години, 24 години, со гласот на народот, а тоа е како да ги доближиме, да ги вратиме македонците од иселеништво во државата, имајќи факт дека истите се протерани, со еден збор, избркани економски и политички. Од друга ситуација, истите се избришани од именикот, да речем во еден збор, од државата, особено во последните 7 години, нивна забелешка, а мој задоволство да спомнам вечерва, бидејќи го споделувам нивното чувство на елинација, на отуѓеност, бидејќи многу е тешко. Не само што си надвор од државата, а дома да те десеткуваат или да те негираат. Фактот говори дека сите наши македонци во светот, верувате или не, значи ова не е се некои од джеп вадени информации, тоа се милионски број на македонци. Имавме прилика, слушавме само во Турција, во Измир има околу 5,5 милиони македонци. Во Австралија истата една бројка околу милион и 200. И таа бројка голема, почитувано, не е ова измишлјотина. Од друга ситуација, во државата и натаму царе хаосот, криминалот, корупцијата и сето на, а незиното височество неказненост е закон. Дали некому тоа оди у прилог? Секако дека му оди. Оти доаѓа како голтер, а заминува како грофови. Зошто? Оти му се може. Нема казнивост и прави што сака. И ве прашувам, ќе го заокружам овој коментар. Дали може човек со 2 раци и 10 прсти да направи финансиска потенција од 100, 120, 150 милиони евра? Ви се молам. Јас видов многу луѓе во светот, посетив многу држави во светот, прашав многу политичари во светот, вели ниту еден. И конечно, Расел Џонсон, лорд Расел Џонсон, председателот на Советот на Европа, мојот почитуван гостин, во гласот на, македонска телевизија тогаш бев, и ми спомна, господин Томич, како да можам некако да прашате, да дојдам, секако ова беше шега негова, да бидам пратеник или политичар во вашата држава. Зошто? Преку ноќ станувате милионери. Еве, кога еден лорд Расел Џонсон, тоа ми го кажа 2002 година во Страсбург, немам никаков коментар. Останете со нас, се враќаме веднаш по джинглот, да ги представам моите соговорници и вечерашната тема. Да, драги мои, преубав широк кадар, како што гледате. Задоволство ми е што вечерва за прв пат присутен во студиото и во моите емисии. Нема да ми замери мојот соговорник од мојата десна страна, кога исто така многу го почитувам. Тоа е господинот Благоја Пандовски, председател на Транспарентност Македонија. Добро вечер и добро ми дојдовте. Добро вечер, Transparency International. Transparency, јама си го преведов и мојот почитуван драг пријател и соговорник, кој вие навистина го наградувате, сакали не, признали или не, со голем број илјадници лајкови на нашите портали, YouTube канали и се тоа. Тој е магистар Љубомир Ѓурчевски, поранешен помошник директор на Бирото за јавна безбедност. Господо, еве вечерва темата, ја кажав и му мојот коментар, значи незиното височество, неказнимоста е закон во Македонија. Ќе ми дозволите, господин Ѓурчевски, да почнем со господинот Благоја Пандовски. Само ќе дадам еден малце, еден влез, една конекција со вашата колешка претходница. Ја поздравуваме, таа е во Виена, господја Слаđana Taseva. Таа е председател на, ќе ми исправите, таа академија, предпоставам, или институт, декане, Институт за демократија. Но, господјата Тасева, Слаđana Taseva, во една прилика ми изјави господин Томич, гледам дека се борите вие како и сите, вклучувајќи и мене, се спомнува борбата против криминалот. Не можеме слободане. Криминалците се криминалци, тоа им е веќе убаво, блезено во душата, во срцето, бидејќи има возможност системот. И еден прст, ако им се че издржат, и два, и рака,
И 5 години затвор и 10, меѓутоа изнесено по 200-300 милиони евра надвор. Дали ова, со добра намера го каже госпоѓа Тасева, дали и натаму треба неказнивоста да биде закон во Македонија? Неказнивоста во никој случај не е закон и не треба да биде закон. Се знае законот што го сочинува, законот е составен од позитивно правни норми, така. Тука се вклучени домашните закони, уставот, меѓународните норми кои мора да се почитуваат и така натаму. И сите ние треба да бидеме еднакви пред законот. Значи, неказнивоста или селективната неказнивост, која постои многу повеќе од неказнивоста, е најголемото зло што може да го зафати едно општество. При тоа селективната неказнивост или селективната казнивост од друга страна, како сакате, представува основ и индиција за корупција, бидејќи нееднаквиот третман на граѓаните пред судовите во процесот на правораздавање, бидејќи правото постои пишано, а обврска на судиите да го правораздаваат истото да го вточат во реалноста, односно во конкретните ситуации, представува еден од најголемите основи за корупција. Така да неказнивоста или селективната неказнивост во секој случај треба да биде искоренета. Инаку тоа не е проблем со кој што се соочува само македонското општество, со тоа се соочуваат многу голем број на општества во светот, дури и на некои развиени земји, меѓутоа степенот токму така, степенот на неказнивост кај нас е доста голем. Господин Ѓурчевски, што би додали? Имате реплика или? Не, јас Или реплика, не реплика. Што би додале, да Неказнивоста јас ја гледам преку инсталацијата и развојот на организираниот криминал и спрегата помеѓу организираните криминални групи и политичките елити во системот, во општеството. Од тука таа спрега на организираните криминални групи кои што секогаш се ставаат на услуга на политичките елити, тие за себе си бараат да си ја обезбедат таа неказнивост за сторувањето на најтешките форми на криминал. Ако сакате можеме да зборуваме од трговија со човечки органи, на крајот на криштата од трговија со луѓе, преку перење пари, односно легализација на пари од криминални приноси, па трговијата со дрога и така натака, тероризмот, меѓународните, значи сите форми на криминал. И заради таа спрега, политичарите со оглед дека во одреден период, особено пред избори и за избори, им се потребни тие криминални групи за да се врши репресија врз гласачкото тело, се доваѓа до една ситуација каде што на ними мора да им се обезбеди неказнивост. И сега тука доваѓаме до на елемент на коруптивност, која што пак политичарите со директно мешање во судската власт, значи со директно мешање во судската власт, се трудат да обезбедат неказнивост за тие елити во услови кога судската власт се уште ние генерално не сме осамостоиле со сопствен буџет. Кога ќе осамостоиме со сопствен буџет и кога нема да зависи од кадровската политика која што се води во политичките елити, кои што и текако ни се корумпирани, но потом после ќе дојдеме до тоа прашање, значи кога ќе ја погледнете целата таа лепеза и ќе дојдете кога ќе дојдете до момент каде што ќе треба да ја дефинираме корупцијата, што е па корупцијата. И одма прво што се наметнува дека тоа е метод за делување на организираните криминални групи за регрутација на извршители од делот на извршната, судската и законодавната власт. Значи, они гледаат да си регрутираат, да корумпираат, со тоа и си регрутираат. Значи, таа спрега додека не ја победиме, јас не се согласувам, тоа се согласувам дека во цел свет има корупција, но не се согласувам на што вие викате дека во некои развиени демократи нема корупција, напротив, таму има 3 пати поголема корупција. Не, дозволете, кој не ми веруваат на мене, нека си ја земи да си ја прочитат Мафија од Џо Дарден Смит, па ќе видите како функционирала мафијата во 19-та година, кога во Чикаго бил големиот Том градоначалник, како функционира денес. Како ние кај нас одиме во делот на јавните набавки и како исклучуваме закон и носиме специјален закон за да му овозможиме одредени поволности на мултинационална компанија.
Тоа се прашања кои што понатака сакам Да, да ги отворам и да ги интересно, разговараме. господин Пандовски. Да ги разговараме. Господин Ѓурчевски даде интересно едно подпрашање. Дали само политичкиот бенд убаво си направи клима да биде комотен, затоа и праша, дали може со две раце, со 10 прсти да направиш таа финанска потенција и без мува да не лази. Вака, то кај нас е факт дека, па еве ако ги земеме како пример, барометрите на корупција кои Транспарент се ги вади секој месец, ќе видиме таму случаите се делат на бистри и матни. Што значи тоа? Секој што ги гледал овие барометри му е јасно. Значи бистри се оние случаи кои веќе се разјаснет или се во постапка или има одредени одлуки за нив, а матни се оние кои допрва треба да бидат разјаснети, односно треба да се поведат постапки и така натаму. И може да се види една интересна работа, ако се споредат, во контекст на ова што го кажавме на политичкиот елитизам или високите политички службеници, вршители на јавни функции и така натаму, е дека секогаш кој има индиција, да речеме во графата на матно, дали се работи за некој висок градоначалник, дали се работи за некој вршител на дейност и така натаму, овие случаи остануваат во матно, бидејќи не се процесуираат понатаму во обвинителството. Знаете, во една демократска држава, каде што имаме подолба на власта на законодавна, извршна и судска, судската власт е онаа која кажува што е исправно, а што не. Така би требало да биде. И во едно правилно општество, луѓето кога зборат за корупција и кога зборат за одредени случувања, треба да се повикуваат на пресуди, треба да се повикуваат на постапки. Во отсуство на истите, вие само имате перцепција дека нешто се случува, нели? Затоа кажав бистри и матни случаи. Секогаш во бистрите ќе видите, например, примиле подкуп полициски службеници или така натаму, па процесуирани се од страна на МВР, не знам, некои пониски службеници направиле нешто, но кога е во прашање високата корупција, кога е во прашање политичкиот елитизам, ќе видите дека има многу малку судски завршници во овој дел. Ми дава за право, тоа е најтазе, најфрешко. Поранешен народен правобранител, министер за правда, функционер во јавното обвинителство, тоа е Иџет Меджејци, како исправете, мислам, Иџет Меджити, така се каже. Од друга страна имаме врховен судија, значи највисока инстанца, кој треба да биде крај, врв. Се вели, се спогодби, има спогодбено, и се направија спогодба околу нивната казнена одредба. Која е логиката, господин Пандовски? Јас се оглед дека јас не можам да го примам, истата вечер земав да пишам статус, и другар ми амбасадоре, и кад собе, молим те вратио, уште малце почекај, бекам, зашто бе да вратаме во јавно? Значи, докаде оди, ако поранешен министер за правда, народен правобранител, обвинител, значи во секторот, во хард потрсот на обвинители, и он се спогодува дали ќе иде в затвор, дали ќе иде в домашен притвор, ве молам, која е таа логика? Вака. Јас ве гледав и ме оставивте без коментари, затоа ви се вечерта се сеќавате и реков ќе ми бидете со говори замолив. Сакам да народот слушне. Овој народ е веќе и уморен, заморен од ваквиот начин на однесување. Што значи? Дојди, дрпни, дувни, без консеквенци, без казнени одредби. Да, и на сегашната политичка провиненција, уште 20 секунди, му дада мандат на господин Мицковски околу 600-650 илјади гласачи, значи и СДСМовци, и ВМРО-вци, и сите поради од албанците, да го расчисти случајот со криминалот. Значи преку глава им дојде. Да, казнивоста во кривичните постапки има две најбитни улоги. Зборуваме генерално. Првата е сингуларна и генерална превенција. Значи, сингуларна превенција треба да се влие на оној кој го направил делото, а генерална превенција треба да се влие на целото општество. Особено на неизвршување на такви селични дела. Сега, во ова што вие го спомнавте, до сега имаме високо профилирани луѓе, кои што едниот од отсуството, другиот беше во Совет на јавни обвинители пред да му престане функцијата, и тоа се едни две институции, особено Врховниот суд, кои треба да се борат против криминалот и против корупцијата. Што значи тоа? Кога вие во Врховниот суд и во Советот на јавни обвинители, кој треба да биде надлежен за дисциплинско казнување на обвинителите, за согледување на нивната работа, за унапредување, за согледување на недостатоци, влијање на работата на самите обвинители, би ги тие вршат контрола. Тие ги назначуваат кога таму и кога во Врховниот суд имате
случај на корупција за кој што постојат докази, затоа и тие се спогодуваат нели со обвинителот. Моето лично мислење, јас тоа го имам кажано во неколку медиуми, дека казнивоста треба да биде поголема. Зашто? Заради тоа што во земја која што има сериозни проблеми со корупцијата, која се бори со корупцијата, која од незиното осамоставување наваму нели гледано во оние индекси на перцепција на корупција кои ги вади Транспарентски, никогаш не ја достигнала графата над 50 поени, што значи решеност да се бори против корупцијата во една таква држава. Кривичното дело кое го сторуваат вакви високо профилирани личности од областа на судството и во Советот за јавни обвинители треба да биде повеќе казнима со построга казна. Чинам дека господинот Иџа доби условна нели осуда, а Наке доби 3 години. Кај го има тоа у светот? Видете, тука се во прашање повеќе работи. Прво, нели спогодувањето со обвинителството е законска можност. Меѓутоа, судијата, само дозволете, судијата кој треба да ја изрече казната, кој треба да ја прифати или да не ја прифати спогодбата, треба да размисли, да оцени дали таа спогодба ги задоволува нормите на казнување, ги задоволува принципите на сингуларна и генерална превенција на сторувањето на кривични дела и на тој начин или да ја прифати или да ја одбие, односно да оди во постапка. Во овој случај двете спогодби беа прифатени такви како што беа договорени и тоа пред лицето на јавноста остава мнение дека овие високо позиционирани личности, значи едниот врховен судија, другиот во Советот на јавни обвинители, за себе со своите на некој начин колеги, нели, јавни обвинители во кои што заедно требале да видат во борбата со корупција, се спогодиле поблаго, а тоа поминало пред судијата. Како ќе помени тоа во извештајот на Европската унија за која ни претендираме? Стеј департментот, што сепак се тие се Не. Продолжи со прашањето, ама премногу му даваме значење некако на Европската унија и на Стеј департментот. Не, дозволете, најмалку ми е битно што ќе каже Стеј департментот и што ќе каже Европската унија во време кога, да, јас сум аплицирал за да бидам нивна членка, но начинот на кој што е нивниот однос према мене во делот на поставување на услови, дали јас ќе станам членка на тие институции или нема да станам членка на тие институции, е уникатен само према Македонија, со негирање на се што е Македонија и врзано за македонскиот идентитет и така натака, но тоа е сосема друга тема, дајте да не се оддалечуваме и затоа тргнете ја на страна мислењето и оценките кои што ги даваат они во извештаите на крајот на криштата. Зошто мене некој однапред да ме оценуваат кога јас веќе не сум таму. Да, јас сум аплицирал, но сум аплицирал за членство таму во период, за време на апликацијата треба да усогласам норматива. И откако ќе ја усогласам, тогаш може да ме оценуваат. Сега дозволете. Јас се согласувам со онај дел каде што викаме. Дали со овај метод, со овај начин кој што го примени како метод судот и јавното обвинителство, иако законот викаме дозволуваат, но за кои кривични дела и за кои форми на криминал и за кои видови дозволуваат спогодување и каде не треба да се користи спогодувањето, точно заради општествената опасност на кривичното дело и заради постигнување на генералната превенција. И третиот битен елемент во целата работа е треба да знаеме дека овде станува збор за познат сторител на кривични дела од областа на организираниот криминал уште од 2000 година со недозволена трговија со акцизни стоки, со цигари. Значи, поранешниот градоначалник е познат и вие пазете, кога еден таков човек, значи од делот на организираните криминални групи, успеал да ги искорумпират, односно да ги регрутират во континуитет овие функционери, пазете, од судски совет, односно од Врховен суд, поранешен судија, председател на апелациониот суд во Штип, и во Советот на јавни обвинители, значи кои што вршат контрола и надзор над функциите во судовите и кои што треба да вршат и ревизија на судските одлуки, дали затоа што се они единствени кои што можат да укажат. Исто така јавниот обвинител е тој кој што се грижи за практикување на роковите предвидени во Законот за кривична постапка, за да не се наоѓаме како држава често пати пред Страсбург, пред Судот за човекови права, дека ја злоупотребуваме мерката притвор.
Значи имам доста предмети таму во Страсбур, но отом потом. И сега вие одеднаш пазите за едно таква софистицирано, за едно такво кривично дело, вие одите и судот дозволува да ја прифати спогодбата. Судот е тука, главниот играч, кој што треба да каже да, вие предлагате спогодба, но ние цениме дека поцелисходно за постапката и за постигнување на генералната превенција, која што е сршта на кривичната постапка, треба да е срцето на кривичната постапка, ние цениме дека треба да излеземе пред суд, да ги изведиме доказите, јавноста да ги види доказите, да се соочат и да видите изречена максималната казна за ова кривично дело, па без разлика кој го сторил, ако сакаме да зборуваме за законитост и еднаквост пред законите. Многу пати, само чисто да се надоврзам во текот на судските постапки, кога се водат со распит на сведоци, со изведување на докази и така натаму, може да се дојде до сомнение и за некое сосема друго кривично дело. Точно тоа. И избегнувањето на постапка, Точно тоа. може би значи Прикривање на некое друго, не мора да значи и други прикривање, сторители. но возможување да не се дознае Да, и други сторители. нешто такво, што е И тука други многу сторители. битно. Па знаеме ние и во онаа фаза на предистрага или истрага која се водеше во делот на оние телефони кои беа земени. Се најдоа две досија од Академијата за суди и јавни обвинители кои што понатаму беа процесуирани, и тоа на еден претходен кандидат и еден актуелен кандидат за Јас оваа сум жртва академија. во тоа, во прислушувањето. Така Јас сум да. оштетен. Јас сум оштетен тамо. Име за Не, зборуваме дека За таргет тврдина. Добро. Не, за ова е се што Да, најновиот со телефонот мислам дека на да. Врховниот судија наќе беа пронајдени индици за две кривични дела поврзани со Академијата за суди и јавни обвинители, односно две. Копчето се страта не се отвори Така е, меѓутоа еве сега со спогодбата веќе се прекина. затоа тоа го кажувам. Значи судот е тој кој што ќе одлучи дали ќе ја прифати, дали ќе го прифати предлогот за спогодување кој што го доставуваат јавното обвинителство. Ние знаеме дека во истрагата која што му припаѓаат односно му припаѓаат ја води јавното обвинителство, нели? Тие можат да предложат се и се што. Они како може да предложат притворски мерки, заштитни други мерки, забрана за вршење на дејност, еден куп други казневи, еден куп други мерки, но судот е тој кој што врз основа на доказите изведени во постапката на главниот претрес и нивното оценување или прифаќање или отфрлање на тие докази, ќе донеси правосилна пресуда. Тогаш можеме да зборуваме за постигната генерална превенција, за дека и јас утре, ако се најдам во позиција да сторам таков вид на кривично дело, малку ќе се помислам дали ќе го сторам кривичното дело или нема да го сторам кривичното дело. Зато викаме дека овде, пак ќе се вратам на она што викаме, ние треба сами да си ја завршиме работата. Јас зато посебно го поздравувам она што јас овде кај вас во еден од настапите кажав дека не е битно само да се распуштат Советот на јавни обвинители и Судскиот совет. Битно е на судот, на судската власт, да и се даде целосна автономност, да и се даде буџет, дали 2, 3, 5% од бруто домашниот производ, тоа ќе оценат економистите, нели ќе се направат пресметки. Но изгубените предмети во постапка, било да е тоа во штетните пресуди, да си ги плаќаат од тој нивни судски буџет, а не од буџетот на државата. Затоа тогаш ќе бидат загрозени и нивните лични примања на судиите, ме разбирате, особено кога ќе им паѓаат предмети во Страсбур. Па многу во контекст на ова, зашто тоа би се правело од некој заеднички буџет, можеби у таква ситуација треба да има и лична одговорност. Лично, точно тоа? Не, да не биде од буџетот па за сите суди, Од свој жеп. секој што ќе се огреши на тој начин би требало тоа да е ја целта. надомести штетата. Прво вие создавате судски буџет. Затоа реков целосна автономност на судската власт, создавате судски буџет. И викаме 3%, 5% од бруто домашниот производ. И не е спорно. Да кажете некој Не, дозволете. Ограничено. Не, во тој случај многу мало ќе биде, односно или никакво, затоа што овие се автономни. Многу малку ќе може политичката, односно извршната власт да влијаат врз судската и обратно, законодавната или било кој. Ја сваќате поентата на тоа што е. Генералното влијание само преку буџетирање Само преку- е една работа. Ама Меѓутоа, тука ние зборуваме и за елитизам. Оние високи представници на дозволете. извршната и Ама законодавната власт често ама- пати поминуваат многу добро. Ама сега Кај судската точно власт. во тоа. Ајде да се вратиме тогаш и на влијанието на оние наши странски пријатели врз кадровската политика.
во вкупната кадровска политика во државата. Значи, ние кога ќе видиме, секако дека зависиме од многу елементи, но мора од некаде да тргнеме, а основата на се парите. И ако вие во делот на парите го осамосталите судската власт, без влијание, јас на многу настапи кажувам дека за мене е најприфатливо обвинителот да се избират на предлог на опозицијата. Разбирате? За да не може никој да каже дека власта има влијание врз обвинителот. Да. Ти господине, Не треба ни позицијата, ни опозицијата да имаат. Тој Обвинителството треба да треба да седи биде на независно. Ама не, јас имам... И опозицијата е политичка Ама опција. вака, јас предлагав на времето 9 годишен мандат, како што е во Соединетите Американски држави, ќе си одит на граѓански избори. Добро, тоа е веќе друга. Таму има генерално има Генерално, три система, не знам да, колку сте да, запознаени да, на избор на судови, тоа е, нели, политички, неполитички и Мичиген систем кој е Така, и Ајде затоа да со реков. активните случања. Значи, ние се трудиме, сакаме да искорениме влијание на политика, спрега политика организиран криминал, организираниот криминал неминовно е и корупцијата. Корупцијата е метод за нивно Составен дел. функционирање, не, метод за нивно функционирање, како што викаме за методите. Нели, они се користат со корупција, со изнуда, со рекет, со закана, со уцена и така натака. Тоа се нивни методи на делување и затоа викаме, ние сега сме во ситуација како сите вентили полека да ги затвораме. Викаме, 30 години системов ни е катастрофален. Немаме една позитивна оценка. Вие самиот рековте дека не сме надминале 50 индексни поени во ниту една оценка во делот на криминалот и корупцијата. Да, тоа кажува за многу слаба борба против корупција. Точно така. Ако е тоа така, тогаш дајте да почнеме више да не зборуваме криминал, корупција. Ајде луѓе да ги затвараме вентилите од каде што ни влегуваат криминалот и корупцијата. Ако сакаме Кој е тој субјект што ќе ги детектира? Треба да биде независен и со интегритет. Дозволете, јас го поздравувам она што е најавено сега, формирање на едно стручно тело, независно во состав на владата, експертско. Професионално. Значи, каде што ќе влезат луѓе од невладиниот сектор, луѓе од медиумите, од адвокатската комора, значи експерти од сите области, особено од делот на правото, економијата и криминалот и корупцијата. И закон има спроведено. Експертско тело, кое што? Ако оценит кои закони треба да се променат, да промени закон, да предложи. Значи, затоа викаме, таму треба да се искористи тоа. Тоа е добро. А има закон донесен, знаете, за да го собрание. Да, но пазите, тоа е добро, тоа експертско тело како такво е добро, меѓутоа неговата улога е пред се советодавна или предлагачка на закони. Оној механизам, значи кој што треба да се бори против корупцијата, па ако сакате и против секаков друг на криминал, започнува од Министерството за внатрешни работи, продолжува со обвинителството и завршува на крај во судството. Тоа е оној ланец кој може да некому изменете сега. Со ЗКП-то е изменет. Кој може некому да му ја одземе слободата, кој може некого да го санкционира и кој може некој, значи пошироката јавност да дознае на основ на она што го зборевме, изведување на докази и постапка, да видиме кој, како, на кој начин се огрешил и каква казна добива. Само на тој начин. Господинот Ѓурчевски, пазете. спомна, ова е институт, како што јас сум во тек, кој јас не знам дали се одавно. Ја мислам дека те има ингеренции. Во почетна фаза ќе биде советодавно и ќе биде позиционирано во кабинетот на председателот на премиерот. Во почетна фаза. Тоа е експертско тело составено од такви експерти, значи треба прво да направи целосна анализа на ова што го коментираме, да ги прибери сите анализи кои што ги изготвуваат невладините организации задолжени за следење на криминалот и корупцијата. Алудирам на Transparency International, каде што, например, години наназад се судруваме со бројки колку милиарди евра се изнесени од Република Македонија во овие 30 години владење. Значи, ако тие пари не се изнесени и ако се вложени или да се вратат тука во буџетот и да се вложат, ние малтене ќе обезбедиме 3 буџети. Јас тврдам дека ќе обезбедиме. Дали имате информација колку пари се
Украдени, можам сега... Не изнесени. Изнесени, да речем. Предпоставка, не информацијата, знам, предпоставка. Предпоставка. Видете, за да имаме точна Така, информација така. за бројка, би требало да имаме релевантни извори. Така. Кога би имале релевантни извори, тука се Така. согласувам, би требало да има повторно постапка, Постапка, каде што би така, се изведувале докази и точно со вештачење и други елементи кои стојат во рамките на кривичната постапка, да се докаже точниот износ на нова. Така да ние, знаете што е најлошо во оваа држава? Еве, ние тука сме тројца соберени, а разговараме за корупцијата и разговараме за неказнивоста. Меѓутоа, сето ова, 70% од овој муабет што го правиме, ние го темелиме на предпоставки. Кога би имало еклатантни докази, кога би имале судски пресуди, кога би имале судски постапки, ние не би разговарале на основа на предпоставки. На ова, значи дека не разговараме на предпоставки, значи јас разговарам, што јас бев помошник директор за криминалистичка полиција, разговарам од моментот на приватизацијата и начинот на оштетување и на бројот на поднесени кривични пријави, значи поднесени кривични пријави кога полицијата ја водеше истрагата до 2013 година, нели, со промената на ЗКП-то. Да, сега обвинителот ќе води меѓутоа полицијата. Не, ние работиме на она што викаме претходна постапка. На претходната постапка и полиција и царина и управа за јавни приходи и финансиска полиција и така натака, значи по наредба на обвинителот. Обвинителот за сега консултираме и го известуваме. Но викаме, имаме лоша приватизација, во која што лоша приватизација проценките на буџетот, случајно тогаш бев во тие младински структури многу високо позициониран, викаме проценката на имотот на Република Македонија кој што потпадна во делот на трансформација на општествениот капитал, законот од 94 година на Јани Милјовски и Таки Фити, некаде околу 13 милиарди марки, така беше проценката таа. Пода се нарешена криминална сега. Сето тоа кога ќе го земете и кога ќе видите дека од целата таа приватизација до 99 година, зашто ја спомнувам 99 година, ни динар не влезе во буџетот, а со менаџерски тимови станаа газди. На огромен капитал кој што беше поценет, за да сега на берза веќе си ја достигнуваат јасната цена, вистинската вредност. Гледате како растат акциите. Акциите на Мак Петрол беа по 50 марки, ама сега се по 2.500 евра, по 3.000 евра. Условно го земав, нека ми простат луѓето од Мак Петрол, мислам само за споредбено. Прв пат пари од приватизација во Република Македонија влегоа кога дојде онај Љупчи и викат ќе го продавам имотот по $1 за објект. Али влегоа, за Окта влегоа, 4 милиони марки влегоа, за Телеком колку влегоа, отидоа за време на воената криза и така натака, но влегоа, барем се уплатија, за Југохром и за Фени влегоа, се уплатија. Така да, за се има анализа и за се има соодветен пишан материјал, барем во Министерството за внатрешни работи, затоа што јас знам што сум работел, колку сум работел и зашто никој досега не ме негират кога се повикувам. Например, ние имаме уште 98 година за Фершпет поднесено кривично. Кажете ми интересен е муабетот што го водиме зошто овие работи кои ви ги кажавте, нели сте ги имале како информација во Министерството за уште стојат по судските фиуки. Да, зошто не се процесуирани во точно тоа. Сега, дозволете. Ајде сега пак ќе се вратиме на кадровската политика. Прво, имаме генерален реизбор на суди. 97 година. Им истече мандатот, таков беше законот, таква беше процедурата и мораше да се... Зашто не ставите на запирка 94-та Љупчо Георгиевски кој излезе Не, Љупчо Георгиевски се изглупира. Не, 500 суди преку ноќ. Не, па тоа го кажувам, генерален реизбор на судиите. Љупчо Георгиевски се изглупира. Тој по ниеден основ не смееше, тој требаше да слушат интелектуалци и по ниеден основ не смееше да бойкотират избори 94-та година. Зошто беше битно еден пратеник да му дозволеа, јако сите знаевме, Стојан Андов како викаше, крадеме по коњот, нека му е лесна земја. Значи, еден пратеник да имаше ВМРО. Битно беше да ги следи законските проекти. Тогаш помина законот за приватизација на општествениот капитал, на Јани Милјовски и Таки Фити од таа влада. Тогаш поминаа многу работи, тогаш беа оние фамозни договори во Охрид како ќе ја приватизираат Македонија и тогаш помина сите овие менаџерски без да ти директно учествуваш. Ако ништо поиќе она што го прави Тлевица Бек, ќе правам кавги. Ќе правам кавги, но ќе ги добијам информациите од прва рака. Ќе ги добивам информациите од прва рака. И сега вие одеднаш имате една ситуација, извини ме малку, имате една ситуација каде што ние викаме
Да, Transparency International има основани сомненија, пошто јас ги следам, дека во Република Македонија, од Република Македонија се изнесени околу 18 милиарди евра зборам за сите 30 години, ако не и повише. Значи тоа е од она што е. Затоа што баратавме со 12 Да, баратавме со 12 милиарди марки 2001 до 2001 година, особено во делот на Контекст, Далавера, Љупчо и така натака. И сите целокупниот онај криминал. За Контекст има кривични пријави, за Далавера, значи сето тоа застаре. Е сега вината е во судот затоа што судот наместо да да се осамостали судската власт, ние дозволивме кадровската политика во судовите да ја водат политичките елити. За да 2004 не ме држете за збор, 2004-2005 година американците ни дојдат и ни кажат чекајте бе, вие мора да направите избор на судиите, сами да си се избираат, нели? И тогаш влеговме во таа реформа со формирање на судски совет, односно трансформација на републички судски совет, со создавање на совет на јавни обвинители и така натака, но знаете што, вие 13-14 години дозволивте ние прв пат закон за јавни набавки, кој што е изворот на корупцијата, донесовме 97 година. Да не се лажиме. Значи тоа се изворот на корупцијата. Се сеќавате на оние афери, јас сум пишувал кривични пријави за тоа, Фрачковски неговите слики, коњи, магарина и така. Господин Патновски, има интересни, премногу сочни информации и за најважните, неодговорните, тоа се обвинителите, по допрен глас да оформат процес, тело, случај. Имаме случај каде што премиерот на државата јавно кажа дека беше ставена ситуација да биде корумпиран за да стави параф на тој фамозниот таа пруга. Јас ќе спомнам дека таа пруга Ѓујешево во време на СДСМ, убаво се сеќам, тоаш беше починатиот Бузлевски, мислам дека почина во въпрос, така. Не знам, немам информации на него. Или да не грешам. Немам информации. Не знам, немам информации. Може би грешам. Не знам, немам информации. Да не грешам. Министрот за транспорт 12 милиони марки беа од Европска Унија дадени да се заврши таа пруга. Украдени пари. Дури штрафовите беа украдени. Ниту е завршена. А од друга ситуација, премиерот на Република Македонија јасно упати порака дека нема да го потпише тој документ, бидејќи несолвентен. Завршува во слепа улица. Како го коментирате? Слушав дека имавте и некои изјави. Зборувате за индициите за постојање на барање за подкуп. Мито, да. Видете, тоа како да го коментирам. Значи, секоја понуда за подкуп и понудењето на подкуп и примањето на подкуп е сериозно кривично дело. Значи, кога сега некој ви нуди на подкуп, ние не знаеме кој понудил подкуп, таму има неколку компании, колку беа 7-8, не знам, повеќе. Не, добро. Со страна. Имаш изјава на премиерот. Изјава. Завршете, да, па ќе се склучи. Ќе кажеме бидејќи не знаеме точно некој нудел подкуп за да се стави параф на некој документ, така. Да. Во таква ситуација, што се случува сега? Тука имаме повеќе точки на определување на тоа кој како и каде е надлежен за процесирање на ова дело. Зашто го зборувам ова? Значи, местото на склучување, каде му е понуден тој подкуп, ако е понуден. Ако е понуден на тука во Македонија, значи обвинителството наше треба или по допрен глас или по пријава на тој што му бил понуден подкуп да отпочне со предмет, доколку тоа е случајно надвор, бидејќи можеби се работи за странски компании каде што нема юрисдикција тука, доколку сторувањето е таму и нивното седиште е таму, тогаш би било надлежно некое друго обвинителство. Од каде што се тие, дали е тоа некоја странска држава, сега да не калкулираме со држави и така натаму, Турција, било која од нив, треба тоа обвинителство, дали по пријава, дали по допрен глас, меѓународен и така натаму, да си оформи предмет. Зашто? Бидејќи ако некоја компанија, која е сериозна, која гради пруги, кој има парични средства и така натаму, кој има голем буџет компаниски, се дрзне на таква работа. И при тоа се дрзне да го направи тоа со висок представник на држава, со премиер, знаете. Што значи тоа? Да таа држава во действувањето во таа земја каде што работи. Значи тоа е она што го зборевме претходно, превенирање
насторување на такво кривично дело во иднина на тоа. Значи во секој случај Што немавме случај, да бидам искрен, на изминатите 7 години, најсочни години, кај што некој да слушне таква интересна понуда. Имаше еден интересен комедичен филм, се сеќавате, со Шојич. Се сеќавате? Да. Ама, Кога беше, ајде- како мене не ми се Ајде пијави. малку да се задржиме вака. Значи, она, јас се согласувам, но обвинителството, законот за кривична постапка, која ги регулират надлежностите и законот за јавно обвинителство, нормално, тоа им е основниот, тоа е Така е. нивниот устав, законот за јавно обвинителство, значи, ги регулирал процесите и вика, обвинителот постапува по примени известување од граѓани, по примени... Дури по допрен глас, да, по допрен глас, и викаме допрен глас. Така. Премиерот излегуват на пресконференција. Пазете, пресконференција каде што Најсериозен најсериозно настап и така натака на премиер на држава во која што викат. Господа, мене посредници, значи не директно Кај што фирма, великојавни компанија, држава и така натака. Али добро, позади стојат. Позади стојат, значи посредници кои што се легитимираат во нечио име. Значи јас се легитимирам на пример во име на Томич, На во тој име на ентитет, тој да. идентитет и така натака. Значи нудат подкуп за да го подпишам тендерот да се објави за изведба на градбата на пругата Бугарија. према Бугарија. Тој проект е стар 20 години, ако добро се сеќавам, но некаде 94-5 година како проект. Значи, па проект на документација, некаде 1998 се СДСМ почна... беше на власт, Да, да СДСМ кажам. се почна да се онади, зошто ова го знам заради делот на Куманово Белјаковци. Така. Пошто јас бев нели 4 години началник на СВР Куманово, па тоа беше све по во мојот сектор, Така. во СВР Куманово. Затоа викаме, и сега премиерот излегуваат и тоа го кажуваат и дури на пресконференцијата го повика јавниот обвинител, Бурум, еве ти информација, отвори предмет пред истрага, значи тоа е пред истрага за прибирање, каде што тој ќе си седнити, ќе си напиши задолженија за работа. Према Управа за јавни приходи, према полиција, према финансиска полиција, кои се тие посредници, во чио име се Наредби легитимира, ќе дали е дадат. наредби, работни наредби, тоа се работи. Дали тие се тука присутни на пазарот, што работат, кои средства ги имаат, Каде е случајно каде е делото, дали случајно таму му е делото, понудено, така. Значи сите тие, за да може да се дојди во ситуација, да кажеме, пред истрагата ги собра потребните индиции, сега одиме на истрага. Така да, целиот овај случај за прв пат се случува во Република Македонија. Што е за поздрав? И не само што е за поздрав, и премиерот во делот на пресконференцијата спомна дека за сето тоа се известени и Европската Унија, односно седиштето во Брисел, кои што биле сериозно загрижени за овај настап. Тоа е негови зборови, не се мои зборови. Да, негова изјава, негови зборови. Значи, тој некаде средината на наредниот месец треба да оди во Брисел, најверојатно ќе разговараат и на таа тема, на сите овие околности, кои што ние сега ги поставуваме како верзии. Што можело да се случи криминалистички, ние ги викаме верзија, ама колку повише верзии поставите, толку подобро ќе го решите случајот, нели? Сценарија. Да, верзии, сценарија, предпоставки, сега ние одиме со предпоставки, исто како што викаме за парите. Но, ние тамо не одиме со предпоставки. Зошто? Ние прво треба да равчистиме со сите оние кои што се дрзнале кривични пријави за лошата приватизација, за економскиот криминал, за даночните затајувања, за сите тие форми на испомпување на пари, на легализација на пари од криминални приноси, трговија со дрога, трговија со човечки органи, проституција и така натака, низ нашиот банкарски систем. Господа, јас работев стопански криминал. Одам по трагата на парите, ништо друго не ме интересираат. Субвенциите. Ние трошиме €1.000.000 субвенции во земјоделие, а увезуваме храна. Ало, кој народ сме ние? Ма €1.000.000, знаете што значи во Пелагонија, во Полог, во Свети Николај. земјоделска држава сме. Не треба да имате еден квадрат необработена површина. Да. Значи фиктивно тамо се формираат фирми на политичари, на лидери, на фиктивно. И се испумпуваат пари. Затоа треба, значи, сериозни истраги, не требат
режи, не знам, помпезности, не знам, апсења пред камери, така. Не, сериозни Естрада, истраги, како што е. естрада не треба, него изведување Ајде да го на свртиме докази. малце Ајде вниманието да го и на, свртиме. Ајде. на начинот на однесувањето на пајазит или паразити. Јас извинам, толку ме извади од так, морам да го кажам, ви нигде во светот, повторно ќе кажам, ваков начин, ни во кобојските филмови, ако одеш го подмити шерифот, па некој ќе се дрзне, ќе го ослободи од тоа затвор решетките некој најголем злосторник. Како го коментирате, господин Пандовски? Бидејќи сакам да го слушам вашиот став. Пајазит, зборувате за она, нели, бегство? Ослободувањето, да. Ослободувањето Не и... е бегство, ослободување. Ослободување, но потоа и не беше то во врска со притворот беше, нели? Вака, ајде, ако смеам, Добро. господин Томи, ако смеам, значи пазете. Имаме меѓународна потерница за воени злосторства. Не ме интересираат кој ја распишал. Кривичните дела воени злосторства никогаш не застаруваат, да не се лажиме. Тоа е генерално, значи, право превземено и во меѓународното право. Тоа е првата работа. Втората работа, кога станува збор за екстрадиција, има само, во ЗКП-то познаваме само екстрадиционен притвор и ништо друго. Ние не преземаме никакви дополнителни действија како држава додека лицето е во екстрадиционен притвор. Доколку ние како држава се дрзниме да се впуштаме во тоа да оценуваме дали делата се извршени или не се, или да преземаме други действија, она што Шведска го кажа, например Шведскиот кралски суд го кажа за 27 април, нели за Дешо, која кажа да, овде нема тероризам, и затоа не го екстрадираме, му дадоа политички азил, тогаш ќе треба на тоа лице да му дадиме политички азил во Република Македонија. Никако странец кој што не поседуваат имот, кој што не поседуваат ништо во Република Македонија и немат ништо допирно со можност за државјанство на Република Македонија, вие да го ставите во куќен притвор. Со самото ставање во куќен притвор, вие му овозможувате бегство. Значи, затоа што ово решението вие не наведувате дека полицијата треба да седи 24 часа пред вратата каде што е сместено лицето. Ме разбирате? Него викаме, полицијата таму во решението, дали требало еднаш во дено да провери дали е тука, дали еднаш во неделата, значи таму се наведува во решението. За пајазит. Е сега, тој како судија требаше веднаш да биде сослушан од јавен обвинител и изведен пред судија на претходна постапка. Извинете, што Да, прекинувам, нема да, проблем. ве слушав се. Јас сакам ова малце од поинаков аспект. Ајде. Почнав преска да го кажам, да. Ајде. Еве, целата јавност се вознемири за ова. Секако. И се согласувам, И со вознемирувачка право. бесте, нели, лице кое треба да биде во притвор, да го ставите во домашно, па да ви избега и така Има натаму, кое треба да потерница. има потерница. Меѓутоа, еве сега ние сите разговараме во врска со тоа. Кој е оној кој е надлежен за оценката на работата на судиите? Јас ќе го поставам од тоа го прашањето. Значи, не јавниот обвинител, бидејќи судијата како таков има имунитет. Кој е тој што може да му го одземе имунитетот? Значи, судскиот совет. Со И мислам дека потпрашање, имаше, само дозволете, да, се судскиот совет треба да ја разгледа ова работа на овој судија и тоа како надлежно тело за оценка на работите на судиите, за постапување по одредени пропусти на самиот судија и така натаму, да му изрече мерки кои стојат во Законот за Советот за јавни обвинители и Законот за судии. Така. Значи, кога тоа ќе се случи, ако се одземе понатаму неговиот судски имунитет и така натаму, и се оформи предмет, тогаш дури јавното обвинителство може да преземе действие. Во оваа ситуација како што е сега, тоа е наредовна работа во судот. Ние не знаеме дали судскиот совет има поведено или нема поведено до сега постапка. Јас барем не сум прочитал таква информација. Меѓутоа, тоа е оној пат кој по мене Не треба да прашувам, се... дали според секунда. вас треба да дојде до едно проветрување, чистење на Не, судскиот? Томич, бегаме од Не, прашањето. Не, бегаме од прашањето. Секунда. Викаме, има основано сомнение дека судијата сторил кривично дело, за кое што е предвидена казна до 10 години затвор. Добро. Дозволете. Јавниот обвинител настапуваат
и откако јавниот обвинител ќе настапи, согласно ЗКП, го известуваат судскиот совет, а судскиот совет закажува итна седница, исто како со пратениците. Исто Не како закажува. Не, дозволете. Исто како со Меѓутоа, пратениците. клучот на одземање на имунитетот е во судскиот совет. Да, тоа го ама тоа не, пазете, ако ние чекаме, прво, јавниот обвинител да чека прво одземање на имунитетот, отиде жртвата, Сакам отиде друго делото. да ви кажам. Не. Извинете што ви влегувам во збор. Меѓутоа, мојата поента која беше? Дали јавниот обвинител или советот на јавниот обвинител, односно судскиот совет, прво ќе започнат со определени действија. Клучот е во тоа, доколку има индици за стрување на кривично дело, па макар и неправилност, работењето, клучот на одземањето на имунитетот е во судскиот Ама совет. не е спорен, ние не го спориме тоа. Ние викаме кога настапуваат јавниот обвинител. Викаме Јавниот кога обвинител настапува кривично дело, секогаш Да. кога има индиција дека е сторено кривично дело. И сега во моментот тука одма требеше господинот Пајазити да биде сослушан од јавниот обвинител по постапката, како што си е предвидено во ЗКП-то. Известен судскиот совет, И јас одземен имунитетот, дали ќе го одземите или не, тоа е друго 2,5, тоа е право на судскиот совет, значи тоа се права согласно закон на судскиот совет. Ако не го одземите, постапката се прекинуваат, затоа што тој ќе се повикат на судскиот Дали има имунитет. право обвинителот да го Има, спроведе? и текако има. Има исто Како како мислите кај да го претениците. спроведе? Не да го спроведе, да го сослуша, да го повикат и повика да го на разговор. на разговор. Тоа е службен разговор. Обвинителот има право секого да го повикат. Ако тој се повикат на имунитет, можеби нема да се повикат на имунитет. А тоа го кажувам, ако се повикат Ако на се повикат на имунитетот, тоа е јавниот тоа. ама не, зато викаме. во постапката е многу Да, битно. господин Јавниот Павловски, кажете обвинител. ми с оглед дека сте авторитетна институција, се слуша вашиот извештај, повеќе пати дадовте критик за претходната власт. И Freedom House повеќе пати ја дефинира како еден хибриден режим. Меѓутоа, тие атрибути, тие епитети, не знам како да речам, тоа се украсни на негативни нешта. Не е заубаво. 7 години да се квалификуван како политички политичка власт, која главниот збор и незиното височество криминалот и корупцијата е априори. Сега ги гледаме дека истите тие кои се обвинети преку европскиот извештај State Department, знам дека реагира веднаш господин Ѓурчевски, меѓутоа морам да го запознам. И тие натаму гласноговорници барат вина во некој друг. Колку тоа е политички, етички, морално, човечки во секој случај, ве молам. Ја знаете кога ќе кажам дека некој сторил криминал. Јас ќе кажам дека некој сторил криминал во моментот кога ќе видам дека постои пресуда на суд. А никогаш немаше пресуди. Само И нема да живееме дозволете. пресуди. Кој е надлежен за носење на пресуди? Судовите, судиите. Значи судиите треба да си работат својата Дали работа. според вас Во треба да се извештаите исчиста? на Европска унија. Да, извинете. Во извештаите на Европска унија. Па ако сакате и во мерењата за перцепција на постојна корупција кој Transparency International ги прави, многу други документи. Така. Кажани се неколку работи за неефикасноста, неефективноста на судството и за влијанието кое судството го трпи. Имаме и доказ за политичкото влијание врз судството. Тоа е изјавата во порталот на претседателката на Врховниот суд, која понатаму извади многу големи бурни реакции во јавноста и наместо тоа да оди понатаму во процесуирање да се види кој е тој што се дрзнал да врши политичко влијание врз Врховниот суд, дојдовме во ситуација да судскиот совет ја повика и ја распитуваше таму за да ја утврди, не знам, можеби Не, јавно ќе зборам, јас значи се слушаше информации, да споделиме јавно, ве молам. Госпоѓата како се Сакав само да се доискажам, го спомнавте и State Department дели преку USA, тука се вложени огромни средства за нели помагање за правилно функционирање на судството. Дали има резултат од тоа? Токму тоа сакав да го кажам. И самите тие призна дека нема резултат, дека ние немаме резултат во прогрес на работата на судството. Сега, судството како такво не е апстрактен поим. Знаете, тоа е составено од судии. Секој судија има човечки квалитети, професионални квалитети, но пред се треба да го краси интегритетот, бидејќи тој е она мерило кој кажува што е правилно, а што не во едно општество. Се додека тоа не се среди,
ние нема да имаме правна држава. Имаме ли шанса да го средиме? Пак се Сега ми поставивте прашувам. едно од најкомплицираните прашања. Знаете зашто? Ова Дали ќе ви држава. Знаете кажам? зашто. А председател на Врховниот суд, не само да се да искажам. Значи, кога се случи таа, не е тоа афера, тоа е вистина, кога се пожали председателката на Врховен суд, и тоа медиумите пренесоа фотографија со незината екселенција Агелер, нели имаше средба и други работи. Дури некои врапчиња шепнал, се збореше дека во Уранија се сретна, а се појави господинот Ковачевски. Значи, ова прв пат се кажа во медиуми. Значи, се збори, се слуша. Ето, тоа се основани Дали се сомненија, зато јас реков. Дали се тие лични случања кои никој не се дрзнува, бидејќи не може да се дрзнуваат, бидејќи одработуваат. Може би тежок квалификација има. Да, меѓутоа ова што ви го кажа се збори во јавноста. Тоа е главниот проблем. Кај што има се збори чак, во јавноста, има каде и се оган. пресуди. Ама зато викаме, јас пак ќе се вратам. Ние како во криминалистичките науки како викаме? Значи тргнуваме од основани сомненија, од индици, од основани и никој пат ние нема да кажеме дека некој е криминалец. Пред да се утврди тоа. Да, него викаме основани сомненија. Кога ќе се завршат истрагата, зборуваме за обвинето лице. Значи, ние имаме еден куп обвиненија. На времето во прошлиот систем, доколку има против некого поведено истрага, тој не можеше да се кандидират. Дали ме разбирате? Имаме 4 минути, сакам да извлечам од вас поенти, ве молам. Со оглед Не, ќе прекинам да гостам Томич да си каже, тај кажи си Томич. Само не, Томич е домаќин Добро, домашен, така ти ја водиш емисијата. Да, јас ја водам емисијата и сега да дам простор вие да зборите. Да изведам срж од вас. Дали нам црните листи треба да бидат основено мерило и патоказ дека ние треба нешто да направиме со оглед дека имаме институции. Само 2 минути ви давам, ве молам, и вие 2 минути ќе перфектирате. Дали ја како го гледате излезот од тунелот, од оваа ситуација не е према Бугарија, туку во судскиот лабиринт? Видете, моето мислење за црните листи е дека црните листи представуваат еден шамар на нашата јавност и нашата, пред се да кажам, институционална јавност, која треба да се бори против корупцијата. Што значи тоа? Дека една странска држава, преку формирање на црни листи, ако се види кој се не влезе на тие црни листи, стварно се работи за некои сомнителни дејанија во одредени области на тие личности. Меѓутоа, кога државата не го користи својот систем, кој што би имал воспоставено за борба против криминалот, а кој што пак ја потенцирам завршува со судовите на крај, црните листи представуваат една, јас би ја нарекол, критика за тој систем. Сега, што треба тие црни листи да представуваат во оваа држава? Значи, јас би рекол дека црните листи треба да поставуваат појдовен сегмент за или допрен глас, она што цело време го зборуваме до обвинителството, дека ете, таму, може би во одредена област, постои индиција за стварување на кривично дело. И понатаму, преку употреба на целиот механизам институционален во оваа држава за борба против криминалот, треба конечно да се излезе на виделина да се види дали во тој и тој случај постои криминал сторен во Република Македонија. Тоа е кратко моето мислење. Вака, знаете мојот став, јас прошлиот пат коментирав за црните листи, каде што нареков, тоа е само еден основна сомненија, кој што основна сомненија ние треба нашето министерство за правда, дозволи, нашето министерство за правда по службена должност треба да се ги побарат и тие основани сомненија. Треба да се почне со постапки. Да, со постапки. Односно на меѓународна правна помош, нели знаеме тоа во правото како е регулирано во меѓународните односи, да се обратиме до Соединетите Американски држави, до Стејт департментот и да ги побараме сите тие основани сомненија со кои што они располагаат, дали се тоа дека некој криет пријави, односно ги чуваат обвиненијата во фиока, не поведуваат постапки и така натака, за сето она што тие укажуваат во предупредувањето дека за одредено лице се врши неказнивост, односно дека заради тоа непостапување и непочитување на законите, тој ќе се најде на листа со ограничувања, јас тоа ја гледам како листа со ограничувања по однос на присутност во Соединетите Американски држави на одредени граѓани од Република Македонија. Благодарам многу. Благодарам што ве одземав од вашето време. Јавно се извинувам, бидејќи ви го нарушив и приватниот живот и многу спортски настани. Господине Пандовски, благодарам многу што бевте мој соговорник. Ве очекувам повторно.
Бидете ми живи и здрави, и посакам успех во работата и се гледаме во една блиска прилика кај што ќе направиме и уште една дебата најоколу ова ситуација што кај нас е законна, тоа е неказнивоста. Драги мои, еве дојдовме финале на ово вечерашно издание. Имавте ретка прилика да имате на едно место два експерта кои ви дадоа вистински одговори на прашања кои вие би сакале да слушнете одговори. Не би сакал да доложам, ви посакувам убаво здраве и вам, каде и да сте во светот, а ви има на сите 5 континенти, уште еднаш ќе замолам. Пред се ова политичка гарнитура кој се дрзна и посакам успех, да не ги запостави македонците во светот. Навистина се чувствуваат како избркани, заборавени и дајте што поскоро да се дефинира таа институција, Агенција за културна соработка со македонците во светот. Пријатна вечер. И да им испратиме учители во Измир. И ви